Премиерот Христијан Мицкоски случајно или намерно рече дека наскоро ќе има избори, со што повторно го отвори прашањето на предвремените избори. Тој коментирајќи ја изјавата на председателот на СДСМ Венко Филипче, кој вчера рече дека не гледа дека Бугарија го негира македонскиот идентитет, истакна дека многу брзо ќе има избори на кои Филипче и партијата ќе изгубат. Јас жалам што тие повторно одлучија да коленичат на тугите интереси, наместо да застанат рамо до рамо со владата во одбрана на националните интереси. До добрата вест е што набрзо ќе има избори, после тие избори ќе се случи да партијата која што тој ја предводи се маргинализира и јас се надевам дека и тој и таквите како него за секојаш ќе исчезнат од политиката. За предвремените избори својот став го повтори лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој рече дека е подготвен веднаш да оди на избори. Ne kam kërkuar që ditën e parë zgjedhjet para koshme të ketë, është befasi. Nesër me pas zgjedhje, Je i gatshëm. Gatshëm, sigurt. Но сепак премиерот Мицкоски досега неколку пати изјавил дека тој не е за одржување предвремени избори, а во наредниот период треба да се случи и реконструкција на владата. Тој денеска не откри некакви детали за тоа кои министри ќе ги напуштат ресорите, а кој ќе биде ротиран, туку само кратко рече дека се уште се работи на внатрепартиска структура. Не сум ги почнал се уште. Се уште сум посветен на внатрепартиската структура. Очекувам овој месец таа да заокружам и потоа да се посветиме на владината коалиција. Инаку вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи веќе е сигурно дека ја напушта владата, откако подолг период не доаѓаше на работа, а преку фотографии на Facebook поздрави испраќаше од Тајланд. Неговото последно присуство на седницата на влада е во февруари годинава, пошто од прес-службата на владата веќе известија дека Фетаи ќе биде на списокот на престојната владина реконструкција. Се ниша и фотелјата на министерот за социјална политика Фатмир Лимани, по несогласувањата во коалицијата вреди, откаде рекоа дека за него нема место во новоформираната партија што треба да се случи на 9 овој месец. За сега е неизвестно и дали ќе има и промени во ЗНАМ, откако Милет Секов ја напушти пратеничката група, со што ја ослаби положбата на партијата на Максим Димитриевски.